Да поразговараме. Уред, да разговараме. На каков јазик сакате да разговараме? Значи, знаете англиски? Да. Но јас сметав на стилот. Да позворуваме човечки. Јас сум суха. Јас сум Жулиет. Мило ми е. Госпогице Жулиет, зошто сум јас овде? Ќе можете ли да ми објасните? Полат Алемдар е снимен пред вашата куќа. Можно е. Што сакате да кажете со тоа? Сметаме дека сте комуницирале со него. Како сме комуницирале? Светлата на вашата куќа беа користени како сигнал. Тоа е само ваша предпоставка. Го запалив светлото да видам што се случува кога почнаа да свират сирените на полицијата пред мојата куќа. Не дадов сигнал на никого. Каква врска имате со Полат Алемдар? Јас со него никаква. Да го познавам татком. Ми беше верен пријател. А кажете ми, ве молам, каква работа имаше Полат Алемдар пред вашата куќа? Јас тоа не го знам. Прашајте го него. Сигурно ќе го прашаме штом ќе биде притворен. Се надевам дека не браните терорист кој е баран од страна на Интерпол. Инаку, и вие може да бидете во голема неволја. Јас не знам од која причина е прогласен за терорист, но вие ме зедовте од мојата куќа и ме донесовте на ова непознато место, така ли? Според мене, вие сте вистинските терористи. Најпрвим да ве прашам, по која основа вие ме испрашувате? Првим, вие да ми одговорите на ова прашање. Видете, господине, ние немаме работа со вас. Се трудиме да го пронајдеме терористот Полат Алемдар. Ке биде подобро за сите нас, доколку одговорите на нашите прашања. Јас одговорив на прашањата кои ми ги поставивте. Имате ли некои други прашања? Го познавате ова лице? Го познавам. Го имам видено во капелата. Кога отидов да го видам својот пријател за последно. Зошто не следеше? Одговарај. Го познаваш ли човеков? Не го познавам. Го познаваш ли Полат Алемдар? Не. Јавете ми доколку прозбори.
Тимур! 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 Dobro li si? Dobro sam. Hvala mu na Boga. Hajde, hajde. Hajde, stani. ولد Добре дојдовте, господине Мете. Dobro ve najdov. Господинот Джан ќе пристигне за кратко. Ќе се напиете ли нешто? Ne, vi blagodaram. Повелете. Господине, стигна господинот Мете. Доаѓам. Добре дојде, Мете. Dobro ve najdov, gospodine Džan. Повели. Vi blagodaram. Воопшто не ти верувам, Мете. No, jaz vi verujem, gospodine Džan. Затоа ли не ја прифати понудата на Хаки и дојде кај мене, а? Da. Ako nekoj treba da sostavi nov sovet do Turcija, to ste vije, gospodine. Да сакав одамна ќе бев седнат на таа столица, ама јас немам таков стил. Да оставиме Фехми сам да ја заврши оваа работа. Mnogo semejstva mislat kako mene, da znaš. Tvoj sovet nema da bude formiran. Bidi siguran što ti velam. Ти не го познаваш Фехми. Не би бил добар потек да се одбие Фехми. Затоа ќе биде добро ако бидеш внимателен. Jaz mu kažav na Haki дека ќе бидам на вашиот брод. Затоа сум многу смирен. Ќе бидеш со мене само поради твојот мозок. Ќе работиме уште долго со тебе, Мете. Ако господинот Фехми реши да го состави советот, како што велите, тогаш сигурно и вам ќе ви понуди членство. Што ќе правите во таков случај? Јас ти реков дека нема да бидам на чело на советот. Но ова не значи дека нема да бидам присутен на масата. Да го оставиме Фехми да го состави советот, а ние да го водиме. Тато мора да разговараме. Јас сега мора да одам. Во ред, Мете. Во ред. Се гледаме. Довидување. Вистина ли е дека не си дозволил да се објави веста што ја напишав во врска со Полат Алемдар? Да, вистина е. Зборувавме околу ова. Ми вети дека нема да се мешаш во објавите кои сакам да ги правам. Асли,
Јас не ти дадов збор дека можеш да го браниш Полат Алемдар во мојот вестник. Разбери веќе еднаш. Јас не бранам никого. Само се трудам да укажам колку се невистините вестите кои се вртат веќе неколку дена. Асли, не инсистирај. Оди и занимавај се со поважни работи. Нели те интересираа правата на децата, на животните? Оди и пишувај во врска со нив, а? Но немој уште еднаш да си пишувала во врска со Полат Алемдар. Дали ме слушна? Нема да пишуваш, разбери ме. Ова оди и кажи им го на твоите пријатели англичани. Штом не можам да пишувам во твојот вестник, ќе пишувам на друго место. Пријатели, црната десница е подготвена. Чекаат знак од нас за операцијата. Ќе одат по Аки веднаш штом добиеме сигнал каде се наоѓа. Ги пребаравме сите станици, но се уште немаме никаква трага од него. Сега зборував и со Ариф. Немаат информација каде се наоѓа. Како може да биде такво нешто, бато? Зарем полицијата не ја води операцијава? По се изгледа дека не ја тера како што треба. Од една страна Интерпол, од друга гласниците. Повторно играат некоја игра. А ние седиме овде со скрстени раце. Тимур, треба да ви ги врземе очите. Со ваша дозвола. Не ми дозволува. Тогаш не можам да ве однесам. Тоа е твој проблем. Семирете не. Не е важно кои се луѓето, Жулиет. Штом тие имаат врска со Полат, познато ви е дека ќе се изврши операција. Што ме така да им дадеме прилика за нова операција? Што сакате да направам? Добре дојдовте, господине. И вие добре дојдовте. Добре дојдовте. Благодарам. Седнете. Господине Полат, Ахчакли, и вие, господине Сухатарик. Како што гласеше во првичниот тестамент Омер Джандан, се собравме за да го отвориме неговиот тестамент. Јас, како негов адвокат, го отворам истиот во ваше присуство.
тестаментот на мојот верен и таен пријател и службеник Омер Джандан. Му ја пренесов поканата за здружување и соединување на 52 воени касарни пред големото обединување и политичките промени кои очекуваме да се направат во Саудиска Арабија, Румелија и Кавказот. Сите сме на едно мислење во тоа дека надворешните сили со тајните операции кои ги вршат се трудат да не го срушат и расипат верското и политичкото соединување. Полат Алемдар прифати да биде лидер на екипата која ја формиравме веќе подолго време. Денеска почнавме да чекаме под сенката на јакото сонце кој ќе не осветли сите. Од денеска па натаму сите тајни информации што ги знам ќе ги споделам со Полат Алемдар. Денеска е датумот на обединувањето на новата месечина со звездите, 20 ноември 2014 година, Истанбул. Таен службеник Суха Тарик. Многу паметен план, како од англиска глава. Со ваша помош ќе биде успешна операција. Благодарение на овој план ќе бидеме ослободени од Полат, и вие и ние. Дали ги направивте сите подготовки? Да. Знаете дека треба да го натерате Акиф на молк, пред да ја даде својата јавна изјава. Се разбира дека знам. Бидете сигурни дека нема да има никаков проблем. Ви имам кажано дека не и верувам на турската полиција кога се работи за Полат Алемдар. Не грижете се воопшто. Учен е во наши раце. Влези. Ја објавивме веста како што баравте. Се емитува како најнова вест. Човекот на Полат Алемдар, обвинет како член на терористичката група, беше притворен на граничниот премин. Сега да чекаме чекор од страна на Полат. Поранешниот припадник на Шедит, а веќе добро познатиот член на терористичката група на Полат Алемдар со кодно име Адем Богдани, беше притворен на граничниот премин во Турција. Проверете ги снимките. Обвинет Можеме да ги лоцираме во силата? на Обединетите нации, мистер Кей, Адем Богдани се пренесува во истанбулските станици за понатамошно судење. Што мислат дека прават овие? Обвинетиот кој денеска Тоа ќе што го дава правел сте изјавата на пред почетокот. Меѓународниот суд. Ја лажат јавноста со невистини вести. Според информациите кои ги добивме во моментот, црна десница го нападнала службеното возило кое го пренесуваше терористот Акиф под шифра Адем Богдани до Истанбул. Колоциравме возилото. Јасин, го најдовме возилото со кој се пренесува. И испраќаме локација. Нека започне операцијата. Се разбрав, Мерхан. Одиме.
Спусти го! Влези, Стигна човекот што го чекавте, господине. пушти го внатре. Седни. Тука си за многу важна задача. Така ли ти кажува? Остај бе, бате. Што ќе правиме сега? Повели, бате. Добро дојде. Да поразговарам со тебе 2 минути. Имам важна работа. Во ред, бате. Кажи што можем да сторам за тебе? Треба да дознам каде се наоѓа момчето од екипата на КГТ. Ова работа ја чуваат во тајност. Ке се распрашам наоколу. Ке ти пренесам штом дознам нешто. Праша некој од полицајците што работат за гласниците. Во ред, бате. Ке истражам се што можам. Ке ти кажам доколку најдам некоја информација. Важи, но биди многу внимателен. Оваа работа е важна за нас. Разбирам, бате. Обвинетиот кој денеска ќе ја дава изјавата пред меѓународниот суд се очекува да биде принесен на понатамошно судење. Според информациите кои ги добивме во моментот, црна десница го нападнала службеното возило кое го пренесуваше терористот Акив под шифра Адем Богдани до Истанбул. Убавили се боите. Многу добро, многу. Така ми изгледа. Остануваме. Да. Овде ќе произведуваш роба за целиот свет. Не само бонанца. Овде ќе произведеш уште поквалитетни уметнички дела. Верувам во тебе. Јас веќе се изморив, Лисицо. Не сакам да работам сам. Да ти најдеме нови асистенти. Ќе ми ја пренесеш работава. Аматерите ќе ги претвориш во мајстори. Ај ти ќе работиш со овдешниви аматери? Овие за мене се мали луѓе. Тоа зашто им дозволуваш да живеат? Сакам да дознам кој што прави на пазарот. Сакам да дознам кој што и позади овие мали луѓе. Не те сваќам, Андреј. Зашто се уште сме во Турција? Зашто преземаме ваков ризик кога Полат е овде? Полат ми должи мене. Каков долг? Изгубив многу пари од берзата за време на операцијата која Полат ја изврши во Лондон. Не одам од тука се додека не ги добијам парите назад.
Раско? Има голем проблем, Димитри. Што е проблемот? Раскон веќе не говори со мене. Вистина дека црната десница извршила операција Ерхан? Вистина, ама не ни успеа. Возилото беше празно. Што кажа Бато? Бато го нема уште од вчера, Джакит. Како го нема? Синоќ ќе го отвори тестаментот на татко. Правеа некои анализи до рано наутро. Не знам што се случи на состанокот. Потоа Бато рече дека имал важна работа и си замина. Сваќам. Од каде дознавте со кое возило и како се пренесува Акив до Истанбул? Утрото ги видовме на видеоснимките на телевизијата. Бато пред да замине ни рече да го спасиме Акив, па ние отидовме и извршивме акција. Ерхан, треба да знаеш дека оваа работа не е само во раците на полицијата. Замешани си и надворешните сили. Знаеле дека ќе сакате да го земете? И кога ние отидовме, направија вест како терористот Полат Алемдар да сакал да го убие Акив. Доколку Акив прозбори, ќе се дознае нивната лага. Затоа ќе го убијат, пред да прозбори, а виновен за тоа ќе биде Бато. Што ме така, зошто не го направија тоа кога црната десница отиде по него? Тоа ќе треба да го направат пред сите, инаку вака никој нема да им верува. Кријат од секој каде ќе се претворува, каде ќе му се суди. Нивните новинари чекаат подготвени за напад. Ја оформија средината која ја сакаа. Денеска ќе завршат со оваа работа. Ариф е во станицата уште од вчера. Ќе ни извести веднаш штом добија некоја информација. Ама како да го земеме од таму? Ако задосниме, ќе го убијат Акив. Нема веќе друг пат за него освен смрт, Ерхан.
Галифот планира бомбашки напад. Од сега нападите ги планирам јас. Нападот ќе го завршиме без негова дозвола? Ти работиш за мене или за Калифот? Знаеш дека не би излегол без твојата наредба. Само сакам да знам каков ти е планот. Ќе го направам тоа што го сакавме од секогаш и тројцата. Зарем ќе се вратиме на старите времења? Да. Но први им треба без проблеми да го преземеме бомбардерот. Подготвен сум. Бато го најдовме Акив. Во екипата која го носи кај обвинителот имам многу добар колега. Да си ми жив. Ќе може ли да го најдеме местото? Ние нема да можеме да го најдеме, но другар ми ќе се види со него. Сега слушаме внимателно. Имаме многу важна работа со твојот колега. Те слушам, бато. Дојди види. Види сега вака.
Јас те познавам. Ти си командант Сагир. Да. Слушнавте сите. Излезете надвор. Каде си олку време? Имав работа. Работа? Да. Ако сакаш, пукај ми во глава. Но не седам овде ниту еден ден. Тогаш да одиме. Се враќаме на старите денови. Одиме во Истанбул. Не ми се оди од тука воопшто, господин Назифе. Имам желба до Господа тука да ми ја земе душата. Имаш таква желба, што не можам ниту да ја прифатам, ниту да ја отфрлам. Кажи амин, жено, кажи амин. Тој знае што е најдобро за нас. Нели рековме дека сите патувања треба да ни бидат заедно? И ти мораш да се молиш и за мене. Да не се разделиме никогаш. Бог знае најдобро, жено. Дали некој пат ти го скршив срцето, сопруго? Прости ми доколку тоа ненамерно го имам направено. Простено ти е. И од моја страна простено ти е. Господе, биди ни на помош. Што се случи, Лела? Мајка Назифе. Повтор не е лошо. Што ќе правиме вака, Софија? Не знам, верувај. Сабајлево сакаше повторно да оди на гроб. Едва ја убедив. Мајка Назифе, треба да ја најдеме некоја занимација. Само Елиф е занимација за неа. Која ви е целта? Први не рековте дека ќе ме носите во Истанбул, а синоќ ќе ме чувавте во една несоодветна просторија. На крај рековте ќе ме носите во судница. А на пат го сменивте и возилово, како што гледам. Знам дека правите некоја игра. Но нема да го добиете тоа што го сакате. Тоа нека ви биде јасно. Целиот свет зборува за вас. За какви игри ми зборуваш ти, а? На кого си му уверен? Полат Алендар. Добро. Продолжете да го барате. Може би ќе го најдете набрзо.
Биди сигурен дека набрзо ќе го најдеме. Јави се. Не мрдај. Пред тој да ве пронеде вас. Веќе ви е дојден крајот. Ти и Полат Алемдар ќе бидете споменувани како терористи во вашата држава. Е, така. Бате, колегата ја заврши работата. Дали е со Акив сега? Не, но направи се што му кажа. Сигурен си? Да нема проблеми после? Нема да има, бате. Поред, биди жив. Ало, Ерхан. Лези. Дојди, седни да видиме. Денеска ќе биде тежок ден за сите нас. Ти ќе бидеш во главната улога на работава. Немавме поим дека работава ќе дојде до тука кога на времето со Лејла те ставивме на функција. Сме донеле многу точна одлука на времето. Операцијава ќе ја предводиш ти. Тоа ќе ги здоболи најмногу. Ќе може да ни биде од корист против Полат, тоа што ти работеше со Лејла на времето. Биди сигурен дека ќе направам све што е потребно. Акиф е на пат. Ќе стигнат за 2-3 часа. Новинарите се надвор. Ќе ти дадеме знак кога Акиф ќе се симнува од возилото. Ти ќе излезеш од судницата и на начин што ќе те слушнат и Акиф и новинарите ќе викнеш. Ќе платиш за твоето неверство кон Полат Алемдар и потоа ќе пукаш. Најважно е ова да го слушнат новинарите. Свати, господине. Не смееш да промашиш. Стрелај го меѓу двете очи. Верувам во тебе и сметам дека ќе ја завршиш работава. Не грижете се. На крајот од денот Акив ќе биде мртов. Немој да паничиш кога ќе те притворат. Биди смирен. Како што ти кажав и порано, ние ќе бидеме на твоја страна. Ќе ја добиеш наградата за твојата пожртвуваност. За мене е важна функцијата. Подготвен сум да направам се за неа. Сега оди и чекај знак од мене. Ти велам да не запираш, бега од таму, не запирај! Ова е твојата последна игра. Имам камери со себе. Е, па гледај тогаш.
сте? А? И двајцата размислувате исто. Затоа би сакал да поразговараме. Те слушам, Джахид. Бидејќи ти самиот одлучуваш со кого ќе сакаш да соработуваш. Твоја работа е дали ќе заборавиш на овие случувања или нема. Дали мислиш дека Решет ќе сака да биде во советот после сето ова? Штом вие сте начело на советот, никој друг нема право на избор освен вас. Вистинското прашање е, дали ти сакаш да работиш со него повторно?